Револтирани жители на улицата Велко Влаховиќ во штипската населба Пребег тврдат дека без потреба били исечени неколку борови во населбата, за како што велат да се обезбеди пристап до градилиште каде што се гради стамбена зграда. Вела дека боровите со години биле дел од населбата и имале своја вредност, па затоа бараат да се утврди дали нивното сечење било законско. Пред камерите на Mnet телевизија не сакаа јавно да го истакнат својот револт, но побараа нашата редакција да го провери случајот. Во врска со наводите Mnet телевизија се обрати до секторот за инспекциски работи при општина Штип. Оттаму информираат дека граѓаните телефонски пријавиле ваков случај и од секторот додаваат дека инспекторите ќе излезат на терен за да ја утврдат фактичката состојба, а доколку констатираат неправилности, ќе постапат согласно законските надлежности. Од одговорните за изградбата на стамбената зграда ги отфрлуваат обвинувањата и велат дека јавноста не треба да носи заклучоци без да бидат познати сите факти. Според нив не станува збор за сечење здрави дрвја поради градбата, туку за две дрвја кои биле скршени во невремето, при како што тврдат била оштетена и една нивна градежна машина. Велат дека наредниот ден по невремето започнале со расчистување на паднатите дрвја, но по реакциите од дел од жителите ги прекинале активностите, иако според нив на локацијата се уште има две скршени дрвја, од кои едното е падното врз гаража на соседен објект. Се работи за две дрва скршени од невремето, при што беше оштетено и една наша градежна машина која беше во објектот. Утредента, кога цел град беше со расфрлани гранки и дрвја по улиците, ги отстранивме и по реакција од загрижените граѓани прекинавме со расчистување, иако уште две скршени дрва, едното е падното и врз една од гаражите на соседите, иако има уште две скршени дрва, од кое едното е падното и врз една од гаражите на соседите. На фотографиите може да се види како се уште стои врз гаражата. Кога не се ангажира градежната оператива, зошто не помага на граѓаните? Кога се ангажира пак не е добро, вели Миле Радев од Алекстанови. Поврзано со ситуацијата од страна на секторот за внатрешни работи Штип, вела дека нема пријави од страна на граѓаните.